Полковникот Зоран Секуловски натаму е без НАТО безбедносен сертификат и не може да замине во Брисел како воен представник на Македонија. Алијансата се уште не го одобрува неговото назначување. Ниту Министерката за одбрана не знае со каков исход ќе финишираат ригорозните проверки за сите функционери од Македонија, за кои вели дека треба време. Министерството за одбрана, истакнува Шекеринска, не е тоа кој ги образложува одлуките. Со председателот Пемдаровски натаму водат консултации. Ние имаме 3 групи на припадници на Министерството за одбрана и на армијата, кои што се во тек на сертификација. Кај одредени добивме веќе сертификати, на одредени им беа одбиени сертификатите. Ние имавме еден вработен од Министерството за одбрана на кој директно му беше одбиен сертификатот. Меѓутоа не сме ние тие кои што ниту ги соопштуваме, ниту ги образложуваме тие одлуки. Тоа е дел од работењето во рамки на една поширока алијанса. И шефот на државата во годишното обраќање пред пратениците назначувањето на воен представник го потенцира како една од главните обврски. Пендаровски објасни дека се работи за комплексен процес во кој дел од војните или полициските представници можат да останат без пристап до доверливите информации и документи на НАТО. Тоа е многу комплексен и ригорозен процес кој е во тек и кој во случаите на претходните приеми на држави во НАТО во просек дистанцирал од доверливите информации од 10 до 15% од високите воени, полициски и политички лица. Првата фаза од тој процес кај нас веќе привршува. Јас се надевам дека на неговиот крај ние ќе излеземе со многу помал процент на одбиени функционери. Македонија повеќе од 9 месеци е членка на Алијансата. Ветингот во Министерството за одбрана се уште е во тек. Дополнителната проверка за НАТО безбедносен сертификат го прави Канцеларијата за безбедност на Северноатланската алијанса. Сите земји членки мора да потврдат дека одреден функционер немал контакти со држави и поединци кои го сметаат НАТО за свој противник и дека не бил инволвиран во висока корупција.